Тоа беше нашиот специјален известувач од Вашингтон, Игор Трајков, со детали и анализа на изборните резултати во САД, а со реакциите што ги предизвика изборниот епилог го вклучуваме Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка. Јане, голем дел од светските лидери му честитаа на Трамп, но да почнеме со медиумите. Какви се првичните реакции во САД? Весна, добар ден од Вашингтон. Жесток политички камбек на Доналд Трамп, главните наслови на ударните американски медиуми ја исцртуваат сликата во САД утринава. Трамп го возврати ударот, мокрино враќање на власт по темна изборна кампања, напише Нью Йорк Таймс. Вашингтон Пост го карактеризира како триумфот на Трамп, а Нью Йорк Пост е оригинален со коментарот "Done deal" или завршена работа. 80% од гласовите кои не се задоволни од политиката на председателот Бајден отидоа на конто на Трамп. Плюс и латиноамериканската заедница во речиси сите упоришта на демократите му беше понаклонета на поранешниот председател. Победите на Трамп во Пенсилванија, Џорџија, Северна Каролина и Висконсин беа клучни. Како што каже колегата Трајков, успех на републиканците утринава се прошири и во Конгресот, каде што партијата го врати мнозинството во Сенатот со најмалку 51 од 100 места, а контролата на представничкиот дом во моментов која имаат републиканците се уште не е решена, барем до ова јавување. Јане, какви се реакциите од светските лидери за веста за победата на Трамп на гласањето во САД, особено меѓу оние кои најмногу очекуваат помош и поддршка од Америка? Весна, непредвидливиот надворешно политички пристап Америка на прво место ги комплицира односите со многу сојузници, но и непријатели на САД. Украинскиот председател Володимир Зеленски, кој повика на поголема поддршка од Вашингтон и Западот за да се спротистави на руската инвазија, позитивно зборуваше за, како што рече, посветеноста на Трамп за мир преку цврстина. Билборд со честитки за неговата победа беше поставен во Иерусалим. Израелскиот премиер Нетањаху беше еден од првите сојузници на САД кој испрати порака за поддршка пофалувајќи го историското враќање на Трамп, за кој рече дека нуди мокина повторна посветеност кон сојузништвото меѓу двете земји. Неговото лидерство повторно ќе биде клучно за одржување на алијансата за унапредување на мирот преку силно НАТО, рече Марк Руте, генералниот секретар. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изрази надеж за вистинско партнерство. Виктор Орбан, премиерот на Унгарија, ја нарече победата на Трамп најголем камбек во политичката историја на Америка. Од реакциите на глобалниот финансиски свет, американскиот долар значително зајакна откако стана јасно дека Доналд Трамп ќе биде избран за следен председател. Биткоинот достигна рекордна вредност во услови кога инвеститорите очекуваат потенцијални даночни олеснувања, зголемување на тарифите весна. Главните американски берзански индекси, меѓу кои Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, покажуваат тренд на отварање на нагол раст. Илон Маск, кој го поддржа Трамп за време на кампањата, исто така имаше успешна ноќ, при што неговите акции на Тесла забележаа раст од 14% на берзата во Франкфурт. Да подсетам за крај дека идниот председател претходно изјави дека има цел Америка да стане глобална престолнина на криптовалутите, додека биткоинот достигна нов рекорд. Весна? Ти благодарам, Јане.